Сега реков дека ќе се осврнеме малку на оној дел, зборувавме за пастирот, зборувавме за вратата на трлото, кое што е Исус Христос, пастирот исто така. Но во таа 10 глава од Јован, првин вели во првиот стих дека оние кои што не влегуваат низ вратата во овчарникот, значи во трлото, а прескокнуваат од другата страна, тие се кратци и разбойници. Исто така, крадец и разбойник се спомнува во 8 стих. Односно 7 вели, Исус им рече, вистина ви велам, јас сум вратата на овците. Сите кои дојдоа пред мене се кратци и разбойници. Иако пастирот Исус Христос е тој кој што дава живот и тоа живот во изобилие и во него имаме и радоста и мирот и спокојот, како што денеска читавме. Крадецот е за да украде, за да заколе, за да уништи, разбойникот исто така. Затоа скокаат, затоа не влегуваат преку врата. Иако има и такви дрски кои што влегуваат и преку врата, ќе обијат вратата, па ќе влезат. Да. Сега, кога не би постоела ова поделба на глави, значи, ова што ни е кажано во 10 глава од Јован се надоврзува на оно што се случува во 9 глава. Сеќавате што се случува таму? Значи, овде кога Исус се обраќа и зборува за кратци и разбойници, пред се мисли на фарисеите. И предходно прочитавме во еден од утринските стихови за рабините. Ајде да читаме во 9 глава Јован првин, да се подсетиме на како Исус, тоа не конкретно како го исцелил, но какви биле реакциите на фарисеите и црквените водачи тогашни на исцелувањето на слепородениот. Никогаш такво нешто не виделе. Слепо раѓање, а Исус му го враќа, односно му го дава видот, никогаш не гледал тој човек. И 9 глава читаме од 21 до 23. Нели предходно се сомневале, па дали тој воопшто бил слеп, па ајде повикајте ги родителите, родителите доаѓаат, па велат, па он е голем, па него прашајте го, па ние знаевме дека беше слеп, ама како гледа сега тоа не знаеме, прашајте си го него. И сега читаме од 21 стих, вели, да, како гледа сега не знаеме, или кој му ги отвори очите, ние не знаеме, прашајте го него, тој е возрасен, самиот нека зборува за себе. Ова го рекоа неговите родители, зошто? Затоа што се боја од јудејците, бидејќи јудејците се беа согласиле да биде исклучен од синагогата оној кој ќе го признае дека е Христос, дека Исус е Месијата. И заради тоа, од страф, од јудејците рекле, возрасен е, него прашајте го. Видите како страф. Ќе бидете исклучени. Ќе бидете исфрлени од трлото. Така да кажем. И сега читаме од 31 до 38 стих, за да не читаме сега, го знаеме тој настан. Нели, кога тука разговараат меѓу себе, па тој малку се и подигрува со нив, па како сега вие не знаете, па сега човекот ми ги отвори очите, сега грешник, па не може, ајде да читаме. Знаеме дека Бог не слуша грешници, 31 стих, туку ако е некој богобојазлив и ја врши неговата волја, него го слуша. Од кога е веков не се чуло некој да отворил очи на слепороден. Ако тој не беше од Бога, не би можел да направи ништо, камо ли вакво нешто, огромно чудо. Никогаш не се чуло некој слепороден да прогледа. Како може да не е од Бога? Му одговори и рекоа, сега, кога немаш аргументи, ќе го нападнеш човек. Ти си од си роден во гревови, ти си грешник, значи, и ти ли нас ки научиш?
Каква ароганција. И го истераа надвор. Го истераа од синагогата. Ама, тука беше Исус, 35 стих, Исус чу дека го истерале надвор, го најде и му рече, веруваш ли ти во Синот Божи? Тој одговори рече, а кој е тој Господине, за да верувам во него? Исус му рече, си го видел, кој зборува со тебе, тој е. А тој рече, верувам Господи, и му се поклони. И потоа вели Исус, и тука е тоа каде се надоврзува, дека дошол на овој свет за да прогледаат оние кои што не гледаат, а за да ослепат оние кои што гледаат. И фарисеите тука му велат, кои го слушнале тоа, да не сме и ние слепи. В духовна смисла, нели? Па Исус им вели, да бевте слепи, немаше да имате грев, но сега велите, гледаме. Затоа гревот ви останува. Видите, што правиле тогашните црковни водачи? Го исклучиле човекот заради тоа, само заради тоа, знаете, спорот бил околу тоа како може да биде од Бога кога у сабота те излечил. Нема шанси. Сабота не е за такви работи, сабота е за починка. Според Божиот закон. И го исклучуваат, го изфрлуваат од синагогата. Значи си дозволувале тие да изфрлат некого од трдото или пак да тие да застанат на таа врата, тие да изигруваат врата и да пуштат кого што ќе им се допадне на нив да пуштат внатре, или обратно. Или кого нема да сакаат, нема да пуштат. Тоа го правеле. Матеј 23:13, читаме. Матеј 23:13. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, кои, што? Го затварате небесното царство пред луѓето, зашто самите не влегувате, ниту ги пуштате внатре оние кои сакаат да влезат. Тие изигруваат некоја врата, да кажам, со шифри, па сега вие треба шифрата да ја знаете, или не знам, или они ќе ви дадат шифра, или лозинка, па ќе влезете, или нема да влезете. Тие се тие кои што одредуваат кој треба да влезе, кој не. Или Лука 11:52. Лука 11:52. Горко вам, законици, зашто го зедовте клучот од знаењето, сами не влеговте, а им попречивте на оние кои што сакаат да влезат. Сличен стих. А знаеме дека Исус е единственото име, односно Исус е таа врата низ која што се доаѓа до спасение. Не може човек тука да одредува кој ќе биде спасен, кој не. Тоа не му е дадено на човек. Имаме и друг стих во Јован 7 глава. Тоа е моментот кога се прашуваат од каде овој ги знае писмата. Че видите, од една страна закониците го имале клучот од знаењето, како во средниот век, да кажеме. Демек, ние имаме Библијата, вие не знаете ништо, вие немате ни достапност до Библијата и ние сега ќе ве манипулираме како што сакаме. И сега се чудат како па тоа Исус ги знае писмата кога не е учел, кога не е бил во рабинските училишта. И што им вели тој? Ево, 15 стих. Затоа јудејците се чуде и велеа како ги познава овој писмата кога не е учел. Тогаш Исус им одговори и рече, мојата наука не е моја, туку е на оној кој ме пратил. И сега е многу клучен момент. Ако некој сака да ја исполнува неговата волја, Божјата волја, ќе знае дали е наукава од Бога или зборувам сам од себе. Исус бил тој кој што не зборува сам од себе, туку тоа што ќе му го каже Господ, тоа го кажувал. Но кој говори сам од себе, ја бара својата слава, а кој ја бара славата на оној кој го пратил, тоа е вистински, во него нема неправда. Значи,
Овие учители, вероучители, старешини, тогашни и така натаму, не дозволувале, значи они одредувале кој ќе влезе, кој не, а од друга страна се славеле на многу начини, значи знаете, врзувале, баш вчера Ивана спомна Михајловска, оние реси, тие со извадоци од законот и така натаму, па на кој ќе му бидат поголеми, се напреварувале поголеми, јас сум посвет и така натаму. Сето тоа е заради нивна своја слава. Тоа е самоправеност, во основа на самоправеноста е тоа да се истакнуваш, да се покажуваш пред луѓето, а другите да ги кориш и напагаш, како они се несвети, неверни и така натаму. Тоа е самоправедноста. И уште и зборуваат, но она што го зборуваат самите од себе, значи бараат своја слава. Вистината, колку и да не е популарна, колку и да е неприфатлива, тешко прифатлива, оној кој што сака да го прослави Бога, ќе ја зборува вистината, нема да околиша, како што велиме, или не знам, да ја разубавува и така натаму, или да си креира некоја своја наука, тоа е тоа градење на таа кула и начин отварање на некоја своја врата кон спасението, која што не постои, значи една единствена е. Кои биле тие кои што сакале да си спечелат име и слава? Денеска спомнавме. Вавилонците, градејќи ја таа кула. Меѓутоа, Исус не бил тој. Исус секојаш ја говорил вистината, колку и да болела. Тие кои што зборуваат сами од себе, тие кои што одредуваат сами од себе кој ќе влезе, кој нема да влезе, еве го истерале човекот, тие се крадци, тие се разбойници. Тие изиграваат врата некоја. Вратата е една. Тие се оние кои што прескокнуваат. Знаете, што правеле? Им ставале толкав товар на луѓето, а самите не го носеле тој товар. Си измислувале закони, закончиња само за саботата колку имало. Но тие самите не го подигале тој товар, не го носеле тој товар. Значи, лицемери, арно вика Исус. Скокале преку оградата да влезат, како крадци и разбойници. Спомнавме за Вавилон, модерниот Вавилон, значи блудницата во 17 глава Откровение е облечена во црвено и пурпурно, како што спомнавме. Таму нема сино, нема послушност. Но сила, доминација, власт, царување и така натаму. Сакаат да господарат, а не да служат. Тие кои што зборуваат самите од себе, тие се оние кои што ја матат водата, кои што веле Езекијел 34 глава. Ја матат водата и ја газат тревата, сочната трева под нозете. Тие се крадци и разбойници. Послушајте ги овие цитати сега, кои што Елен Вајд недвосмислено укажува на горе-долу на работите кои што јас ги спомнав. Вели цитатот, едниот е од Копнеж и другите, двата се од Копнеж од 477-478. Христос е врата на Божито трло. Сите негови деца од најрани времења низ оваа врата наоѓале влез. Во Христа, како што е прикажано тоа во сликите, како што е навестено во символите, како што е јасно покажано во пророчките откровенија, како што е откриено во поуките пред неговите ученици и во чудата што ги правил за синовите човечки, го гледаме Божето јагне кој ги зема на себе гревовите на светот. И низ него се доведени во трлото на неговата милост. Мнозина доаѓале истакнувајќи други цели за верата на светот. Воспоставувани се обреди и системи со чија помош луѓето се надевале дека ќе се оправдаат и ќе се помират со Бога. Мартин Лутер, коленичењето негово по оние Пилатови скали, само измачување на ваков, на онаков начин, само за да, се оправдаат на некој начин пред Бога, се помират со Него. И вели со тоа ќе најдат пристап
дека така ќе најда пристап во неговото трло. Меѓутоа, Христос представува единствената врата и сите што воспоставиле нешто што ќе го заземе Христовото место, сите што се обидувале да влезат во трвото на некој друг начин, се кратци и разбойници. Со било каква лажна наука. Еве, едно од што боде очи во целиот овој материјал што го проучуваме е баш оправдувањето со дела. Тоа е наоѓање на свој начин да се влезе во трлото или да се достигне до небото. Меѓутоа, како што кажав и денес, вие да проповедате такво нешто, тоа значи да ја крадете радоста на луѓето во спасението. Да им ја одзимате радоста и животот што може да го имаат во Христа. Да ги терате да прават нешто што и да е, не може да го заслужат спасението. Зошто е тогаш потребно тоа? Па знаете, сте гледале, може би, таму по Јужна Америка, има дури посебни такви празници, моменти кога се шибаат, крв тече од нивните плеки, не знам што, ете, изиграваат некои маченици, за да придобијат спасение. Ни сите векови филозофите и учителите му давале на овој свет теории со кои сакале да ги задоволат потребите на душата. Секој многобожечки народ имал своји големи учители и верски системи што нуделе некое друго средство за спасение, а не Христа, одвраќајќи ги очите на луѓето од лицето на Отецот и полнејќи ги нивните срца со страф од оној што им давал само благослов. Како можете да проповедате Бог е љубов, а да втерувате страф кај луѓето и со страф да владеете на нив? Тоа е чиста манипулација. Чисто искривување на вистината. Знаете како ги плашели во средниот век со пеколот, како им ги собирале парите на луѓето со тоа и се богателе. Тие настојувале да го лишат Бога од она што е негово и со создавањето и со откупувањето. Овие лажни учители исто така го лишуваат и човекот. Милиони човечки суштества робуваат на лажни религии во окови на робски страф, на тапара мнодушност, мачики се како товарни животни. Страшно. Лишени од надежта, од радоста и од вистинското право, живеејќи само со нејасен страф од иднината. Тоа ли е Евангелието? Тоа го имате по верски заедници, системи, цели. Како товарни животни, вика. Мачејќи се, па какви се товари не им натоварили фарисеите во Христово време на луѓето? Како што спомнав порано. Предходно, а тие не сакали ни со прст да ги мрднат. Душата може да ја издигне само Евангелието на Божјата благодат, размислувањето за Божјата љубов објавена во Неговиот Син, ќе го поттикне срцето и како ништо друго ќе ги издигне душевните сили. Христос дошол да го обнови Божјиот лик во човекот и оно што ги одвраќа луѓето од Христа, ги одвраќа од изворот на вистинскиот развиток. Тој со измама ги лишува од секоја надеж, од целта и од славата на животот. Тој е крадец и разбойник. И сега, кога сме, ги спомнавме фарисеите, значи, они први доаѓаат во обзир, оти се во контекст, 9 па 10 глава. Меѓутоа, кој лик од во Библијата го познавате како познат разбойник? Врава. Точно. Баш оној кој што, за жал, израелците го одбрале него да го ослободат место Христа. Неверојатен избор, меѓутоа тоа е Јован 18:40. Јован 18:40. Тогаш повторно извика велејки: не овој, туку Варава. А Варава беше разбойник. Овој човек се преправал дека е Месија. Еве го разбойникот, што вели Исус: тие што дојдоа пред мене,
тие се разбойници, тие се кратци. Значи еден куп луѓе тогаш се преправале, знаете, тоа било популарно тогаш, очекувале која ќе дојде Месијата и ќе се појави еден учител, ќе се појави друг. Така ќе биде и во последно време, нели? Кој што читаме во Матеј 24. Значи, овој човек се преправил дека е Месија. Знаете, тврдел дека има власт на светот да воспостави нов поредок, да го насочи во добар правец. Како што денеска ни изјавуваат овака, онака, ќе спасат планетата, ќе не знам. Под сатанска измама тврдел дека му припаѓа се што може да задобие со кражба и со грабеж. Неверојатно. Што да се каже овде? Имавме добра дискусија попладнево со Рајна, ама подосна со Самуил повеќе. Ајде да не зборувам, меѓутоа да грабнеш нешто и да сметаш дека тоа ти припаѓа на тебе, значи си го добил со кражба, со грабеж, и да сметаш дека тоа ти припаѓа тебе. Со насилство, да, разбойник. Правил чудесни дела со сатанска сила, кај народот стекнал многу истомисленици и предизвикал бунт против римската власт. Под плаштот, ова е интересно, ова е исто од копнежот, под плаштот на верско одушевување се наоѓал закоравен и опасен злосторник склон кон бунт и насилство. И видите, значи, колку може многу лесно да се најде ваков и во верските кругови, затоа што под плашт, покриен, сокриен, може одушевува и со она што ќе го каже и ќе ве насочи во правец, ќе ве заведе, ќе верувате дека во него е спасението, патот што тој ви го прикажува е вистинскиот, а всушност е закоравен и опасен злосторник склон кон бунт и насилство. Да. И жалосно евреите го избрале него место Христеве, како што читавме. И познатиот крадец во Библијата е, нема да нагодувате, тоа е Јуда. И еве сега кратки карактеристики само, иако тоа имате тамо баги материјал во копнежот да читате за него, ако сакате подробно да го анализирате, еве кратки карактеристики. Јуда по природа ги сакал парите, тоа е прво истакнато. Негова лош дух на скржавштина. И овој еден порок го вовлекол подлабоко во други греови. Значи, од тука почнало, па навлекол многу други греови. Ја прифатил положбата на Христов слуга, но не дозволил да го преобрази божествената сила. Знаете, ова се длабоки мисли. Прифатил да биде Христов слуга, но не дозволил да биде преобразен од божествената сила. Тој таквиот е наречен крадец. И што сега произлегува од сето тоа понатаму. Сметал дека може да си ги задржи своите судови, негувајќи дух на критика и осуда. Јуда бил меѓу првите по тоа. Зошто? Затоа што имал многу високо мислење за себе. Тој бил незаменлив во црквата. Ова е ваков, тој е таков, Јаков, Јован, вакви се, такви се. Јас сум незаменлив. Ке читаме. Значи, сметал дека може да си ги задржи своите судови, негувајќи дух на критика и осуда. Уживал голем углед кај учениците и заради тоа имал силно влијание. Значи, заради угледот што го имал и можел и силно да влијае. Имал високо мислење за себе и своите браќа ги гледал како пониски од себе. Во истата таа глава од Филипјаните, 2 глава, кај што читавме денеска, нека биде истата мисла како што беше во Христа, истиот ум, што вели погоре? Треба да ги гледате други како поголеми од себе, а не вака како што Јуда ги гледал.
Имал високо мислење за себе и своите браќи ги гледал како пониски од себе. Се сметал за незаменлив во црквата. Сите други биле недостојни и со еден куп маани. Ама тој е незаменлив. Заради тоа што бил слеп за своите слабости, Христос го поставил како благајник. Заради тоа го поставил на тоа место. Значи, за да со парите се научи да ги задоволува потребите на новата црква и потребите на немокните, на оние на кои што им било потребно. И на тој начин да ја скрши себичноста кај него. Меѓутоа, бил премногу алчен, сепак попуштил на тоа. Сакал значително поостри судири и образување на процесот на зацарување на Христа заради славолюбивите погледи. Значи, сакал, едноставно нема одговарало како тоа Христос ја работи работата, зашто е толку кроток, зашто е толку поостар, треба да видиш. Да предизвикаш посилни реакции, да се забрза царството на земјата, каде што, нели, тој ќе биде министер за финансии. Сакал висока позиција во идното царство и не можел да прифати никакво друго царство и да му бидат изневерени и да му бидат изневерени неговите очекувања. Секогаш тој бил првиот кој сакал Христос да се зацари што побрзо. Заради поинакви ставови на Христа решава да се држи на дистанца за да може да се повлече во иднина. Значи, кој сватил дека Христос се зборува за некое духовно царство, некое друго царство не оде на земјата и решил си бидам јас на дистанца. Значи, утре кој ќе загусти, ќе се повлечам. Од тогаш, кога сваќа дека не му се поклопуваат ставовите со оние на Христа, значи почнал да создава и потикнува сомнежи кај учениците. И во е интересно. Потикнува расправи на привидно побожен и мудар начин ги прикажувал изнесените вистини во поинакво светло од она што тие биле. Еве како може човек да краде. Вистината е таа која што ослободува, а вие вистината ја искривувате. Вие сте кратци, вие ја крадете слободата на луѓето. Слободата што може да ја добијат. Радоста на спасението. Потикнала расправи на привидно побожен и мудар начин ги прикажувал изнесените вистини во поинакво светло од она што тие биле. Препирањата за тоа кој е најголем, секојаш тој ги почнувал. Сеќавате, зборувавме доста на таа тема. Повеле? Зашто Јуда бил тако? Зашто бил необратен? Зашто сите ученици Исус ги повикал, он упадна како джокер у попа? Да, интересно. Да. Да, ама еве Исус сепак му дозволил. Значи Исус, ете тоа е таа негова милост. Како Исус постапува наспроти крадците и разбойниците. Тие одредувале кој ќе влезе, кој нема да влезе. А Исус и покрај тоа го пуштил. И бил толку внимателен кон него. Се сеќавате, он многу добро знаел колку Јуда е полн со себе. Дека не смееш ништо да му кажеш. Одма ќе се навреди, не знам. И првиот прекор, значи веќе поминале 3,5 години, првиот прекор што му го кажал во собата на Симон Лепрозниот, од тогаш он решава ќе те предадам и готово. Толку бил полн со себе. Ама цели тие 3,5 години Исус го трпел, значи се обидувал на начини како да допре, па знаете, прво на него му ги измил нозите, значи се обидувал до последен миг нешто да направи. Тоа е Господ Исус, но Јуда самиот си избрал. Значи, препирањата за тоа кој е најголем, секој што ги започнувал. Постојано негово незадоволство во срцето од Христа и од неговата работа. Се сеќавате кога богатиот младиш доаѓа кај Христа? Па знаете колку бил Јуда лут на тоа. А вакви луѓе ни требаат, бе, со пари, бе. Па за делото. За делото или за джебот, како што велел за сиромашните. За сиромашните. Тоа се разбойниците, тоа се крадците. Но патот е еден, вратата е една, да завршиме со овие стихови од Евреите 10 глава.
Евреите 10 глава, 19 и 20. Исус ни обезбедил смело да можеме да влеземе во светињата и тоа во најсветото место, за таа трета завеса. Тоа е таа врата. Тоа е, како што спомнав денеска, значи, постепено, но сигурно, светињата всушност е тој пат за повторна средба со Господа, која што средба се случува во светињата на светињите. Таму, за да влезе човек, треба да наистина да биде чист, прочистен. Вели 19 стих. И така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светињата преку крвта на Исуса, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело. Исус го обезбедил тој пат. Замислете си како било во Стариот Завет. Кој смел да влезе таму? Никој. Со страв влегувал и првосвештеник. А сега ни овозможува смело да влеземе во светињата на светињите. Низ таа завеса, сега, окей, тука може да се толкова и вака и така, меѓутоа неговото тело е спомнато, значи пак се мисли на грешната природа што тој ја земал, колку е исто битна и Христовата човечка природа во планот на спасението. Како што е и преку скалата тоа се гледа, што ја видел Јаков, како што Елен Вајт, него не читавме тој коментар, пошто од скоро го читавме, па днеска пак го читав, меѓутоа вели, ако таа скала за едно скалило била пократка и не допирала до земјата, ништо од спасението. А тоа е тоа. Символички прикажам, значи Исус се допрел до нас со човечката природа, а со својата божествена горе на небото. И така го премостил тој јас, поинаку не можело да биде. Значи, многу е битно во планот на спасението и да се свати прецизно, јасно да се свати во каква природа Исус бил, затоа што луѓето ќе си најдат изговори на крајот ќе речат, ние не можеме како Христа, затоа што тој имал предности над нас, меѓутоа Христос немал никакви предности. Тоа што тој го имал, што ние можеме и го немаме, или понекогаш имаме или немаме, тоа е таа врска постојана со Бога, како што во Јован 15 глава е опишана врската на лозата и прачките, постојана врска. За да донесат плод, врската мора да биде постојана. Меѓутоа, тоа го имаме и ние. Можеме да го имаме. На располагање ние, така да Исус немал никаква предност во однос на нас. И без Христа не можеме ништо. Пак видовме, ако сакаме да влеземе од некоја друга врата, нема да успееме. Само, да завршиме со тој стих, клучниот стих што читавме денеска, Јован 10:9, мислам дека беше. Да се подсетиме што велеше. 10:9. Јас сум вратата, кој ќе влезе низ мене ќе биде спасен. Ќе влегува и ќе излегува и ќе најде пасиште. Ако мисли некој дека може да биде спасен влегувајќи низ некоја друга врата, се лаже. Да влеземе сите низ таа врата и спасението е загарантирано, имаме и сигурност, тој е и наш стражар, тој е и наш чувар, наша заштита и во него имаме се. Барете го најнапред Божјето царство и неговата правда и се друго ќе ви се додаде. Нека му е слава нему. Амин.